Теофил Коњокрадец е најновиот роман од авторот Милош Стаменковиќ, кој беше промовиран вчера вечер во Центарот за култура Трајко Прокупиев. Според Стаменковиќ станува збор за современ роман, иако настаните што се опишани во книгата се случуваат на почетокот на 9 век. Инспирација беше популарната серија Каса де Папел, која беше многу популарна и ми беше многу интересно да видам, да измислам нешто како би професор Токио Денвер или некој од ликовите од популарната серија, како би функционирале во некој 1000 години пред тоа случување. Ми беше многу е популарна беше серијата, интересна, приказна и сакав таква некоја приказна да префрлам во 9 век. И најинтересен период ми беше баш тој на почетокот на 9 век од 1812 од 812 до 820 година во Константинопол. Преплетување колку сакате, тоа баш ликот во роман кој и романот така се вика Теофил Коњокрадец, е всушност лик кој станува Теофил Ризничар, главниот на Благана. Па како нема преплетување, бидејќи и денеска можеме да видиме разни од полусвет преваранти и ова преку купени дипломи може да станат министри на финансии, така дека Теофил Коњокрадец е, можеби можам да кажам дека е современ роман, без разлика што се случува во далечно минато. И сепак луѓето кои дојдоа денеска на промоција се локални политичари, ги познавам и лично им ми се драги луѓе, така дека мислам дека нема да се препознат не поради мое мислење, него дека и можеби некој на врвот на власта ќе се препознае, не они сигурно нема. И ми беше драго што сите од различни партии беа присутни тука. Константинопол е седиштето на дејствијата. Тоа е Ромејското царство од почетокот на 9 век, односно од доаѓањето на власт на царот Лав Ерменец до неговото паѓање од престолот. Романот Стаменковиќ го градел предпазливо, газејки по двете жици на општествените слоеви, за да брилира со паралелизмот што владее во главниот град. Се разбира дека социодното го предводи коњокрадецот Теофил, безнадежниот човек скитник, само еден во низата очајници. На империалистичкиот врв е Василевсот Лав, богатиот, обкружениот со интриги какви што се вообичаени за да се дојде на власт, несвесниот дека паралелниот свет на Теофил исто така е дел од градот, и тоа поживописен и попотребен. Или како што Стаменковиќ љуби да истакне, човекот сонува, а Бог одлучува. Милош Стаменковиќ дипломирал на Факултетот за меѓународен менаџмент во Белград. Досега има објавено 2 книги: Трета светска војна и новиот поредок во 2002 година, а во 2019 година го објави романот Мртвите или Мената гуска. Во моментов Стаменковиќ работи паралелно на уште 2 нови романа: Витез Кадош и историски роман за Кумановскиот крал Карпош. Инаку најновиот роман Теофил Коњокрадец е напишан на српски јазик.